24-ти комисијата се состана, ги прибра сите пристигнати предлози и после разгледувањето дојдовме до заклучок дека треба да се додели една награда за животно дело, златна плакета, 5 награди за плакети и 8 награди за доделување на дипломи. После разгледувањето дојдовме до заклучок кој го донесовме едногласно сите присутни во комисијата. За главна награда, златна плакета, да се додели на дуетот Кевсер Селимова и Ѓорги Желчевски за достигнувања во промоција на македонската музика во бившите југословенски простори, Европа, па и светот. Имаме доделување и на награди плакети. За 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, и се доделуваат на следните правни субјекти. Ротари клуб Прилеп за придонес во заедницата со изразито хуманитарни активности. Ромската солза Прилеп за нивното посебно придонесување кон општествениот интегритет на ромската заедница и на другите маргинализирани групи. Центарот за современа ликовна уметност Прилеп за 6-децениското уметничко творештво и промоција на Прилеп низ делата на уметниците во земјата и во странство. Джудо клубот Сейшен за достигнување во областа на спортот и прославата на 15 години од неговото постоење. Планинарскиот сојуз Козјак, кој 80 години придонесува во развојот на планинарството и планинарските спортови. Награда за дипломи. За повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, им се доделуваат на Рубин Белчевски за општествен ангажман во областа на историјата. Владо Ѓорѓиевски, доктор интернист за посебни достигнувања во медицината. Димитрија Чучуровски за негово ангажман во занечиштвото и за одржувањето на саат кулата и часовникот во него долги години уназад. Сузана Николовска, таа е за достигнување во областа на образованието и добитник на наградата за најдобар наставник на Република Македонија. Драгомир Михајловски Пижа во областа на творештвото во ликовната уметност. Теодора Ристеска за достигнување во областа на джудо спортот и во последната година освоени 15 медали во джудо спортот низ Македонија и Европа. Снежана Пановска за достигнување во областа на литературата, пишаниот збор. Во последната година Снежана плодно има сработено 3 збирки, една збирка поезија за деца и 2 збирки за возрастни. Валентина Пурдеска за достигнување во областа на карате спортот во последната година и уназад во спремање на кадри од каратето низ цела Македонија и во Европа. Ги разгледавме сите апликации, имаше пристигнато 35 апликации во однос на сите награди. Една апликација беше за животно дело и затоа комисијата едногласно одлучи за да имаме само една награда за животно дело. Во таа смисла, а другите ги разгледавме и дојдовме до заклучок дека сите што беа добијани како апликации за награди беа добри, ама мораше да направиме еден избор во кој и самата награда нема да ја девалвираме во однос на незината престижност.